Добар ден, драги ученици, прво да ви се представам. Јас сум Драган Јанковски, наставник во Основното училиште Свети Кирил и Методий од Вучин, општина Крушево. Со мене ќе го обработуваме текстот по патот на животот. Пред да започнеме со часот, ве замолувам да ги подготвите вашите тетрадки по македонски јазик и прибор од запишување. И секогаш кога во нив ќе треба да запишете нешто, стопирајте го видеото, добро размислете, напишете ги вашите одговори, а потоа продолжите со следење на видеочасот. Што ќе научиме на овој час? Ќе го научиме најважното нешто, а тоа е дека треба да веруваме во себе и храбро да чекориме по патот на животот. Ќе го дознаеме значењето на неколку нови зборови, ќе откриеме пораката на писателот и на крај ќе си поиграме со римувани зборови. Ве повикувам да размислиме заедно. Има две прашања на кои треба да си дадеме одговор. Првото прашање е следно. Што ми се исполни во минатата учебна година? Сите ние имаме разни желби и очекувања. Кои ваши желби ви се исполнија во минатата учебна година? Размислете. Запишете ги вашите одговори, а потоа преминете на второто прашање. Што очекувам во оваа година? Дали можеби очекувате да ви се исполни некоја од желбите која што не ви се исполнила во минатата учебна година? Еве јас конкретно ќе ви кажам за мене, очекувам во оваа учебна година конечно да завршат овие проблеми со коронавирусот и се да си биде како порано, повторно да се вратиме во училишните клупи. Дали можеби и вие истото го очекувате? Размислете, стопирајте го видеото, запишете ги одговорите и продолжете потоа со следење на видеолекцијата. Време е да се запознаеме со содржината на текстот по патот на животот. Оди, трчај, трчај, оди, пушти погледот да те води. Патот е стрмен, но ти си млад, ќе стигнеш и до замислен град, ќе стигнеш и до круна и трон и до својот најубав сон. Оди, трчај, трчај, оди, пушти желбата да те води. Патот е трнлив, но ти си здрав, ќе го покриеш со звезден прав, ќе го позлатиш со сончев сјај, ќе го изодиш пеш до крај. Оди, трчај, трчај, оди, пушти мислата да те води. Патот е тежок, но ти си смел, во глетките имаш извор бел, во крвта пожар, во срцето бран, ќе стигнеш и до изгрев ран. Оди, трчај, трчај, оди, пушти надежта да те води. Патот е предолг, но не веде ни врат, по него оди како сват, по него трчај како зрак, поисправен од пролетен страк. Оди, трчај, трчај, оди, не застанувај ни пред води, не застанувај ни пред брани, ни пред заседи, ни пред врани, не застанувај ни пред бури, ни пред карпи високи сури, не застанувај ни пред враг, остави зад себе траг. Оди, трчај, трчај, оди. Дали ви се допадна текстот? Се надевам дека да. Сигурно, помалку ви наликува и на поетска творба. И тоа воопшто не треба да не изненади кога ќе го дознаеме и името на авторот на овој текст. По патот на животот е дело на познатиот македонски писател и поет Стојан Тарапуза. Во текстот можевме да сретнеме неколку непознати зборови. Јас ви издвоив само 3. Вие доколку имате некој друг непознат збор, запишете го во тетратките и потоа прашете ги вашите наставнички или наставници за значењето на тој збор. Трол значи престол, местото каде што вообичаено седи кралот или кралицата. Сури значи мрачни, враг е ѓавол или конкретно во овој случај значењето на зборот враг е непријател. Стопирајте го екранот, препишете ги непознатите зборови во вашите тетрадки. Време е повторно да размислиме. Што си замисли кога го прочита текстов? Дали можеби се замисли себе си како трчаш, одиш, по паркови, по планини, можеби се замисли во училишниот двор каде што игра заедно со другарчињата, или во училницата, како решаваш некои задачи по математика или по некој друг предмет.
Тоа што го замисли, запиши го во твоите тетрадки. Но овде имаш и една друга можност. Доколку сакаш повеќе да црташ, значи слободно представи го оно што си го замисли додека го читавме овој текст, представи го преку цртеж. Нацртај го во твојата тетрадка. Откако ќе го направиш тоа, премини и на второто прашање. Кои се препреките кои треба да ги совладаш во трето одделение со успех? Дали мислиш дека ќе ти биде тешко за учење во трето одделение? Дали можеби препрека ќе ти бидат новите наставни содржини кои ќе треба да ги совладаш? Или интернет наставата? Можеби има и некои други препреки? Размисли, стопирај го видеово и запиши ги одговорите во твојата тетрадка. Време е да најдеме одговор на едно многу важно прашање. Што не смееш да направиш по твојот пат на животот? Ве советувам убаво да ја погледнете содржината на целиот текст, да го побарате одговорот, а потоа, откако сами ќе размислите, продолжите со следење на видеолекцијата, за да дознаете дали сте го пронашле точниот одговор. Значи, што не смееш да направиш по твојот пат на животот? Тоа беше прашањето кое што вам ви беше поставено. Во првиот дел, писателот пишува дека треба да го пуштиме погледот да не води. Тоа е дозволено во нашиот живот. Одговорот на прашањето нема да го најдете ни во вториот дел, каде што се споменува желбата, ни во третиот, ни во четвртиот дел. Значи, во патот на животот треба да го пуштиме погледот да не води, желбата да не води, мислата и надежта. Затоа што само на тој начин успешно ќе успееме да го изодиме нашиот пат на животот. Точниот одговор на ова прашање, што не смееш да направиш по твојот пат на животот, се наоѓа во последниот дел. Што не смееш да направиш по твојот пат на животот? Оди, трчај, трчај, оди, не застанувај ни пред води, не застанувај ни пред брани, ни пред заседи, ни пред врани, не застанувај ни пред бури, ни пред карпи високи сури, не застанувај ни пред враг, остави зад себе траг. Запомтете ги овие зборови и припишете ги во вашите тетрадки. Време е да ја откриеме пораката на писателот. Размислете сами што сака писателот да ни порача преку овој текст. А потоа, продолжите со следење на видеолекцијата и ќе дознаете дали сте го добиле точниот одговор. Писателот својата порака всушност ни ја испрати преку самиот наслов на текстот, по патот на животот и последната реченица која што и најчесто се спомнува во самиот овој текст, оди, трчај, трчај, оди. Значи, порака на писателот е по патот на животот, оди, трчај, трчај, оди. Повторувам уште еднаш, по патот на животот, оди, трчај, трчај, оди. Припишете оваа порака во вашите тетрадки. На крај ќе поиграме една игра со римувани зборови. Станува збор за римувани зборови кои ги има во самиот текст. Запомтете го овој линк, откако ќе завршиме со видеолекцијата. Запишете го линкот во вашите компјутери, лаптопи или мобилни телефони и ви посакувам многу успех во играњето на играта и сигурен сум дека ќе успеете да ги откриете сите римувани зборови. Сега јас само кратко ќе ви објаснам како треба да ја одиграте играта. Значи, откако ќе кликнете на линкот, ќе ви се отвори ново прозорче. На вашите екрани ќе можете да забележите повеќе зборови и вие треба да ги најдете паровите кои што се римуваат помеѓу себе. Еве ќе го избереме зборчето бран. Погледнете убаво на екранот со кој збор мислите дека бран може да се римува. Бран. Еве ќе пробаме со зборот сон. Дали се римуваат? Не се римуваат.
Токму затоа ни се обележаа со црвено. Значи тука имаме погрешен одговор. Одиме затоа на друго зборче. Оди. Оди, со кој збор ни се римува? Дали се римува со зрак? Оди, зрак. Нема рима тука. Оди, трак. Дали тука имаме рима? Не. Оди, води. Дали е ова точниот одговор? Точно така. Парот исчезна од нашите екрани и тоа е доказ дека сме го пронашле точниот одговор. По истиот овој принцип, ќе успеете да ги пронајдете сите парови. Ви посакувам многу успех во играњето на оваа игра и исто така ви посакувам многу успешно да го изодите вашиот пат на животот. Бидете поздравени од мене и се гледаме на некој следен видео час во нашата и ваша Едуино училница. Довидување!